Ерика и Здравко од селото Дулица се млад брачен пар кои случајно се запознале во специјализираното училиште Иднина, каде учеле и двајцата и од тогаш веќе неколку години се заедно. Ерика веднаш дошла да живее во старата куќа на Здравко во селото во Македонска Каменица, иако тој е многу сиромашен и куќата нема услови за овие млади луѓе. Тие поради здравствениот проблем што го имаат, досега не биле вработени. Но и да се најде работа за овие млади луѓе, невозможно е да се стигне дотаму, зашто во селото нема автобус, а пеш е толку далеку што на Здравко за да отиде до градот му требаат и повеќе од час и половина пеш. Овие млади луѓе имаат и мало бебе, Мила, која има само 1 месец старост, а е принудено да живее со средствата од пензијата на нејзиниот дедо, која е минимална, и во старата руинирана куќа која веројатно е направена од некои нејзини дамнешни предци. Под куќата има штала со добиток, кој им дава млеко со кое прават сирење колку за нив, а тука е и магарето Поли, кој е можеби нивниот најверен пријател за да дојдат до местото од каде ова семејство се снабдува со вода. Куќата е во многу лоша состојба и за најмалиот член и за повозрасните. Во едната соба спијат бабата и дедото, а во другата Ерика и Здравко со малото бебе. Но таа соба нема под, нема ниту соодветен таван и кров, има дупки од сите страни. Креветот е импровизиран тушек потпрен на неколку циглички. Прозорците и вратите се премногу стари. Ѕидовите уништени од времето и сиромаштијата. Масата е премала за да го собере целото семејство за ручек. И можеби Ерика и немаше да побара помош и ќе го прифатеше селскиот тежок живот за неа и ќе се мачеше, но сега веќе мора да мисли и на Мила, па ни солзи ќе рече: не сакам детето вака да ми се мачи. Ако качи температура, ќе ми умре на раце додека се симнам до градот, а дотука такси не доаѓа. Има свекорми куќа во Виница, но до неа нема пат и не се направени собите. Само да се симнеме таму со Здравко и бебето, да можеме да бидеме блиску до амбулантата и школо, за да може на моето дете да му биде полесно, вели оваа очајна мајка. Добар ден. Добар ден. Здравко. Да, јас сум. Од Македонска Каменица, село Да, Дулица, да. Едва и стигнавме со автомобил до тука. До тука, да. Меѓутоа не сме до До твојата крајот. куќа. Да, до крајот не сте уште стигнати. Снегот, хладното време, лизгавото земјиште си го направи своето и Да. моравме тука да стопираме. Да, да. Тука си роден во ова село? Да, тука сум роден во ова куќата. Сега ќе ја посетите, ќе ја видите како дека сум роден. Јас сум 29 години више. Правам. Ќе ја посетите куќата, имам и мало бебче, 20 дена е више. Така вие живо и здраво. Фала да Имаш уште едно дете? Не, едночко имам, едно до сега имам. И ќе го посетите него да го видите какви имаме услови, со патот ќе видите за какво е. Но барем до сега што можам да видам, ова е преубаво место, шума, меѓутоа условите за живот какви се? Условите се за живот многу страшни, нигде го тоа го нема што го ние живееме. Значи немаме вода за пиење, прво немаме вода за пиење. Имаме магаре имаме, носиме со смагарето вода, овдека одоздоле смагарето на туби носиме. Сега ќе ги видите тубите како ги носам. Имаме, а за перење, за миење раце, за бањање имаме тистерна. Со тракторите носиме, ама тракторо на брат ми го надеама, на татко ми го преведе тракторо брат ми. Тистерната да си ја влечем и тистерна ни купи брат ми и тракторо ни го даде. И сега тешки се многу условите. Условите се многу тешки тука. А може да го земам стативото да не ти е тешко да го однесам Ако не ти е проблем? Може, не е проблем да го однесам до мојата куќа, да не е тешко на тебе. Имате бебенце која има колку дена? Па околу 20 дена е тука негде. 20 дена, да, малечко. Малечко. Еве, сега е зима, настинки, што се случува, не дај Боже, ако настине некој од вас, еве сега и новиот член? Да, новиот член е најбелата ни е сега, најновиот член, најгревота е за него. Значи, ако се разболи, значи 2 километри треба да го носиме пешки до школата, да го сивнеме у тоа количето што го имаме, па да дојде некој кола да звониш, да дојде да го земе, па да го однесе, па да го врати.
Никако не бива. Исто и старите, татко ми и мајка ми се болни и они. А зимото се случувало, снег да натрупа, некош и татко ми падне. Он има јак прецисок, падне, некош му се слоши со трактором, пат го носам. Со тоа е страшна работа ке нас се дева. Мајка ми она е у нерва база Тоа е работата. Не знаеш на кого попрво? Не знам на кој попрво да помогна, дали на бебето, дали на мајка ми, дали на татко ми и што да правам. А не работите? Не, никаде не сам вработен. Зошто? Па имам си мои проблеми со здравјето, јас со здравјето си имам мои проблеми. Со здравјето највише си имам проблеми и жената ми исто, и она со здравјето проблеми си има. А што ви е со здравјето? Јас имам си проблеми со здравјето, значи со бронхит си страдам и не памтам. Не могам да памтам, да онадам. Могам да си работам, лечка работа што го викаме ние. Тоа могам да си работам, да. Исто и сопругата има такви проблеми? Да, исто сега и ќе ви ги покажам и документите што сме завршили школа. Значи вие сте лица со попреченост во развој. Да, со попреченост. Да. Приближуваме до твојата куќа. Да, више стигнуваме више, да. За метри идевме од доле, ова имате тука добиток? Има нека овца, има нека коза, има тоа. Чуваме. Вие ги чувате? Не, татко ми тоа е на него, на татко ми и на брат ми он доваѓа, брат ми тоа снабдува брат ми тоа за рана и за он на брат ми е тоа повише. Еве, куќата више стигна, виште малце приближуваме. А имаш и брат, тука живее со вас? Не, брат ми отиде во Италија, ама он летно време дојде и си пак ојде. И он е фамилиарен. Ово е татко ми. Добар ден. Јас сум Оливера. Идва и дојдовме до горе. Слушај, па вода да носиш на раце, да искарваш, како ќе ти? Верувам дека е тешко. Ево го магарето дека си искарваме вода со самар. Сега ќе видите го магарето, теа куќата. Живот пројде. Така како живееме. Што да правиме? Ова е мајката? Да, ова е мајка ми, а дома е жената ми е дома. Дома ми е жената со детето мал. Ово е трактор, ова е цистерната, што носиме водата. Значи овдека чуваме магариња, а одозгоре спиеме. Тука горе спиете? Да, горе спиеме, а одозгорка тука магариња што си караме вода. За пиење. Добар ден. Како сте? Добре? Добро. Еве ги магарињата, може да ги видите. Значи магарињата тука живеат, ние сгоре ка спиеме, те ги магарињата слободно. Со нив носите вода? Да, со сник носам вода, со сник за пиење и за миење носам вода, да. Тоа ја сгоре ка спиеме. Стара куќа, што да правиме? Да. Бебче мало, стара куќа и сега не знам што да кажам, може. И желба за поубав живот. Желба за поубав живот, се надеваме. Ајде сега. Рековте горе ви се собите кај што спиете. Да, горе ка се ни собите и бебчето ни е горе. Дека спие оно малото бебче. Па премногу е малечко. Многу е мало. Душичка. Може да го посетите слободно. Верувам ке Ајде, влезете. Ке има поубави услови за живот. Да, дај Боже да имаме за него, највише за него ни е поубав живот и да може него да го истераме полечка. Момче или девојче? Девојче. Девојче. Ова е Здравко едната соба? Да, едната е ова, едната е соба, да. Тука кој спие? Тука мајка ми спие на вечер, татко ми од онадека спие. Добро. Да. И каде е бебенцата? Овдека е бебенцето. Или вашата соба? И нашата соба е овдека ни е собата и бебчето ни е тука. Еве собата, те каква ни е собата. Те ни го бебчето мало, оно спие. Ова е вашето живеалиште, каде со маличкото девојче ги живеете. Да, со него, со тоа го живееме сега. Низините први денови, Правите. а вие, Бога ми, доста Нигде, за на никаде сме ние, највише ни е тешко да можеш детето да го сместиме накаде поблиско. Имаме куќичи, имаме... Да. Имаме живеалиште у Виница. Зашто плачеш? Жал ми е за детето ми е, жал не сакам да. Да како би името, да.
Дај му таква куќа. Абе, не бој бе сине, веќе се го чуваме ние. Не сакам да кренем на школа, до овде, на школа, до овде, да има каде. Јас сам се тука мачила, па и моје сечета да се маче, не сакам. Многу е тешко. Многу е тешко, да. Многу е за моите чеда тешко. Многу е тешко да видат како се живее, да видат другите како се живее. Па да. Тука ја помина целата бременост. Да. Како се симнавте кога дојде моментот за породување? Седох тука што седох и една недела у Скопје кај една тетка седох. За да не биде За да не биде тешко тука да како би името да ме носат. И како би името и така. Баба, каже така, бабичка. Баба е 30 чувава, ама помна да кажеш. Ајде, и така го вземате. Това е златото, бе. Това е милото се. Линката. Миличка. Ерика и Здравко се запознале во специјализираното училиште каде учеле и двајцата и искрите помеѓу нив ја најавиле и нивната љубов која дошла подоцна. Ерика, како дете, имала сиромашен живот, па свесно знаела каде доаѓа само во име на љубовта кон Здравко. Веќе неколку години е во домот на Здравко во селото Дулица, кој се наоѓа на врвот на планинското село. Но тие поради неможност да извадат документи не се приматели на социјална помош, па последните години живеат само со приход од пензијата на нивниот свекор, кој купува намирници само еднаш во месецот кога има можност да се симне во градот. Ти си од Штип, девојка? Да, јас сум од Штип, да. Имаш само 22 години, млада. Да. И во училиште се запозна со твојот сопруг. Да, у Искра бањата. У Искра Штип, да. Таму учевте, вие Да, сте там. Двајцата лица со пречки во развојот. Да. Меѓутоа, одлучивте да се земете и еве сега имате мало бебенце. Да. Ти кога беше дете, каде учеше? Тука учев у нашата школа до пето делење до Дулица учев. После у Каменица отидов, до 8 отидов. После Каменица 8 отидов у Штип у Искра, училиште за спорт и рекреација у Искра у Штип отидов да учам. Тамо 3 години учих. И после тука дојдов да живеам. Пак там си заврши неколку школа. Таму беше во интернат? Да, во интернат, да, престудиувах во интернат, имаме јадење, седење и тоа. Ти имаш семејство, твое семејство? Да. Во Штип? Да, у Штип, да. Тие ви помагаат ли? Ще ќе помагат и они, ще ќе онадува, ще ќе помагат и они си гледат нивната работа. Имаш мајка и татко? Имам, да, имам. И татко ти е со посебни потреби? Да, и он е со непосебни потреби. А мајка ти? И он е учил у Искра, у Штип. А мајка ти? Она у Куманово учила. У Куманово, од Куманово, од Средореки. Кога прв пат дојде во оваа куќа, откако го запозна Здравко? Па, како ми дојдох, ја на гости дојдох и како ми дојдох на гости малку поседох и поседех и тука си останах и после како ми така и останах си тука и се венчаваме, земаваме се на како би мето регистрираме се и тука си останах. Тамо кога се запознавте со невестата, она таму учиш и јас таму учем и таму се најдовме, се запознавме и се земавме. А кога прв пат ја донесе тука, да. Како ја покажа куќата? Прифати ли да живее тука? Да, и она од сиромашно семејство и она прифати тука да си живее и така се сонадиме. Сега мало бебче си имаме, после 6 години си имаме мало бебче. 6 години сте заедно? Да, 6 години сме и си имаме мало бебче сега ние, да. И момчето ништо не зимаме. Ништо пробаме и социјално да зимаме, да онадиме те јадените тавате, оно ништо не зимаме. Социјално не зимаме. Ништо, ни момчето, ни ја, ништо. Ништо.
ве одбија, не исполнивте услови, или? Не, како би името, не знам, па требало башка вика, ја и момчето да седеме и бебето и тога и да земе социјално. Иначе не бивало со се крви и свекор да се живее. Навистина тежок е животот тука. Тежок. Верувам дека и како дете тешко. Тешко. И како дете, и сега тешко е. Нама што да правиме. Но сега имаш поголема обврска. Сега си татко и имаш член кој што треба да го изведете на пат. Треба да му Како помогнеме. успевате? Тешко, значи ноќе ова вечер да го помогнеш на мајката да го преоблече, да го преоблече мајката. Зошто и помагате, не може таа сама? Не може сама, да, не може да го држи. Страх е да го држи, мало е бебето, не може да го држи. Јас си помагам за да го нахрани, да го преоблечеме и му помагам и да му смениме пемперс, да го облечеме се. Јас помагам, мајка ми и она помага. Вие не работите двајцата? Не вработени, да. Но како со само пензијата од татко ви успевате целиот месец, еве сега и со Мила? Тешко проведуваме, тешко и со него сега понапреш карпелив живот живееме додека не беше родено. После сега дали за него, дали за нас. И тоа е дали за него, дали за нас. И сега не знам, бараме подобро да си отидеме подобро у Виница. 14.500 толку. Минималната 14.500 зима. Најмалата пензија, земјоделска пензија он има. Со таа веќе 5 члена. Да. Еднаш месечно се симнува до Каменица да набави продукти за храна цел месец. Или со моторчето ќе одиде татко ми со моторчето, или ако не био со моторчето, ќе мора да идеме и со трактор да земеш, да купиш за дома нешто, да земеш ово, мора со трактор да одиш, иначе. Сега како се снабдувате со пелени, бебешки потреби? Бебешки потреби, кога го донесоме од Скопје, застанав, земам му памперс, земам му тамо помадичка, тоа е. Сега за неколку дена пак мора да идем у Каменица, пак да земам памперси, да му земам помадичка, тоа што треба за него пак. Едно одење до Каменица колку ве чини, да речеме, со такси или со што? Со такси, едно одење ти е и враќање околу 600 денара. Да, до школото, а плюс на тука ако го те дотера, повише испаѓа. До школото ти 5-600 денара зимаат едно дење и доваѓање. А од школото до овдека или с моторчето го скараме, или тракторот го скараме. Тоа е. А ако нема многу багаж, значи ако има малце пазарувано, пешки си дојдеме од таа до тука. Ако има повише, мора да... Па, сигурно има за саат може да се стигне до тука, од школото до тука за саат. Оти далечко, за саат. Да, пешки се оди за саат време. Сте одели пешки? Одил сум ностоп пешки, и на школа сум пешки одил. И сега пак на школа. Сега кога треба пешки пак да. Кога дојдовте од болница, како го донесовте бебенцата? Бебенцата од Скопје го донесовме со еден тетин од Скопје го донесовме. Една тетка на татко ми сестра, и мажот и го донесовме со джип. Има джип 4x, голем джип, и со него го донесовме детето. Исто и тогаш беше дождливо времето, мокро времето, калливо, ама што по-голем джип, и го донесеме до тука го донесе го тогаш, на лоши услови тогаш беше. Куќата во која живеат овие луѓе е многу стара, се е дотраено и половина од работите нефункционални. Имаат добиток колку да се одржат во живот. Магарето им помага на Здравко и на фамилијата за да не останат без вода, бидејќи мора да одат далеку за да наполнат вода за пиење и други потреби.
Ај, гаджо, ај. Ај, Пајто, ај. Ај да наполниме вода малце. Ајде. Ајде да наполниме малце вода. За детето да однесеме, да има вода. Ајде. Да однесеме малце вода. Седи тука ти. Јас да напунам. Ти ќе ги однесеш до дома да ги оттераш. Да оттераш тубите. Пази. Те го тут. Чекај тубичката да ставиме. Еве тубата да ја напуниме. Да однесеме за дом. Со магарен. Да знам дека води. Ајде, слободно. Сега водата ќе одне. Ајде. Ето е завршено, напанено е тука. Мора пак тоа цревото да го ставиш тука, да затвориш. Има за утре пак да напуниш. Ајде Пајто, да товариме тубите, ајде, закаснаме јас и ти се. Ајде да ги оттераш нагоре. Ќе не изеде некој врк, нагоре ќе не фане некој врк, што ќе направиме после бели? Да ги однесеш нагоре тубите. Полека се стевни се више. Времето си отиде. А јас и ти се останахме тука и още да дремиме. Пресипеш. Сега што правим? Ајде полека. Ајде полечка. Ајде. Додека биле само тие двајца во заедница, може би и не мислеле на тешкиот живот, но почетокот на оваа година им се родило бебе, малата Мила која живее во лоши услови и несоодветни за толку мало суштество. Стара е куќата, лоши се условите. Стара е куќата, многу е стара. Сигурно ти е многу тешко. Тешко е, многу е тешко. Тешко е. Ја навикнана сам да седам, ама за детето ми е тешко. Нема како би името. Нема попрво да кажам, нема пемпас да го надам се со пелени, немаме пари, одека ни за пари свекоре на пендичка зим. Ако купи ќе јадеме, еднаш по месечно оде за каменица, ако купи ќе јадеме, ако немате така ќе поглиждаме, никој нема да ни даде да јадеме. Здравко, во оваа куќа си родан. Да. Едва и дојдовме по земјениот пат до тука, во зимно време навистина е лоши услови. Лоши терени, лоши услови. Терените се нигде за нигде тоа го нема нигде. Има ош полошо е фаќало. Сега тоа е и така. Мош полошо пред месец дена беше полошо. Како ве собира тука сите? Те там се крвата седне, тука свекоро седне и јас некогаш тука седам или момчето, ја у стола седам и јадеме. Што најчесто готвите? Има ли некогаш да останете без јадење? Не сме останували, ама јадени се сени се јаде патлиџан, пипер, јадеми се, гледаме, поглиждаме, никој не ни дава. Никој нема да ни даде. Никој. Свекоро ако купе ќе јадеме, ако нема. Нема да јадеме. Што готвите? Те некогаш граф ставам, вари се, супичка ставам, леќа, така кој е среда и петокот и постиме, леќа свара. Или граф. Многу е тешко. Месо така ретко. Зошто ретко? Ретко. И како ми то ретко не сме... Оно сме ми по месо, ама ретко така. Ставам, надам ретко. Вода со цистернува докарува со магаринија.
за прање на раце, нема перална. У корито се бањаме, нема купатило. Тоа е навистина тешко денес, Не. во вакво време, модерно, Да. да живеете. Тешко е, многу е тешко. Еднаш кај дена ако се бањеш и толку. Нема секи ден да се бањаме кога сакаме. Еднаш во неделата? Да, еднаш во неделата. И човек еле се поти, смрди, треба да се избања, ама нема. Нема купатило, нема. Кој носи вода кога се ете жените дома? Кој ги снабдува со вода? Татко ми кога е дома, он со магарето иде искара вода со стубичките, кога он дома. Он ја отиде искара, а кога он некаде отиде, јас па отидам да искарам со магарето за пиење. А за перење, за цистерната, он не го вози тракторот, татко ми не е ни возил, не вози. Чувате добиток, животни? Да, има. Кој ги чува? Ги носите на пасење? Што имате? Татко ми повише ги он ги повише носи на пасење, на вода, он ги повише носи. Јас прокај дома нешто ако му помогна, она да нешто да ставиш рана да јадат и тоа е. Јас сега понапреш и сега на детето сега повише сам прокај детето. Прокај детето сам повише дома. Те преска немаше вода, мораш да идеш вода да донесем. Чуваме там некоја коза, има там печескожи и некоја овца има там, чуваме тоа е. А што правите потоа со млекото? Млекото на јагнињето додека се мали цица, после одбијат ле се, они прешушат, не ги можеме за сирење или за урдан. Промоземе ги, ема тоа е две канчичка, 3, толку за нас, своја душа за нас. Не продавате такво млеко? Не. Тука многу е тешко, нема вода. Се треба да идеш од кладенецот долека да налиеш. Они свекаро и Здравко ако са тука, ќе докарат вода. Ако нема вода, нема ни да пиеме, нема ни да јадеме. Нема. Нема никако, многу тешко е. Тешко е многу. А кој готви? Ти готвиш? Ја, да, некогаш и сакрвата готви, некогаш и јас готвам. Ама повеќе јазика. Повеќе јазика, она ја замава малечката, познае да ја замава. И она ми помага, ја не мога сам. И момчето, они ако не са, јазика не мога само да ја чувам. Зошто не можеш сама? Па, не можам како ви името, они са до мене и ја не мога да се грижам како мајка, ама не до толку се крвата она познае, она дела чувала е деца, ја не знам, не сам чувала. Тебе ти е страв, ти се плашиш? Да, многу се плашам и како би името, и ми се тресат рацете, кога доја, тресе ми се ногата, не мога. И се плашиш да не ти падне бебчето? Да, многу се плашам. Сега си мајка, сигурно малата мила ти е се во животот. Да, животот ми ама доле у Виница пато да пуштат. И така малку ќе се онадате. Иначе тука нема спас. Тука не мога да го изчувам. Не мога. Мила ти е се во животот, но ти не можеш комплетно нели да го држиш, ти го држи све крвата и да, супруга. се крвата, ако не и момчето, ја не мога. Не мога. И она се крвата го бања, она диго ја не го бањам, ја се плашам многу. Не можам, она ми помага. Она ми помага, она ми онади. Она ако не ја, не мога сама. Нема никој да ми помогне. И она ми помага и момчето. За пресоблачење исто момчето. А зошто ти се тресат рацете? Не знам, така од малечка јака температура сам имала. И плашала сам се многу и ми се сега тресат. Таткото на Здравко, единствениот кој се грижи за ова семејство, во младоста имал други планови. Направил со 10 прсти куќа во градот Виница, но никогаш не ја доправил. До неа и нема соодветен пат за да влезат внатре и да можат да живеат. Па сега молбата на овие луѓе е да им се помогне да може да се направат макар 2 соби за да можат младите да функционираат во место каде има блиску амбуланта и училиште за нивната рожба. И за това мола Бога, само Господ мола да ми отвара доле у Виница пато и да си оиде таму и дето на школа ќе ми оде на школа на градинка
Там по-добро ќе е, тука многу тешко ќе е. Тука и тешко е. Тешко е, многу тешко ќе е. Не може ко врне до снег, не може никако ни да оидеш. Вчера едва и го однесеме на типијатар ли, како го вида? Педијатар, едва и го однесеме, свекоро даде 3 ледарките го однесоме, нема пари. Нема, ако и... Со такси? Да, со такси, да. Со такси, многу е тешко. А што, кога треба да одите на лекар, еве и за незе, кога ќе настине? Не, па да, ако ќе те, како ми сега не дорачунам да има температура, това, ама те така, кога ќе е болник, кога ќе онади, ќе не можеме да го носиме, нема никој тука на риду да се каче, да го носиме на лекар. Ќе треба пешки да кренеме и да го носиме. А пешки додек кренеме, како би името, кој знае што ќе биде. Ти не си ја жалиш својата судбина, велиш жал ми е за ова дете? Да, жал ми е за дето, ја не ја жал мојата судбина. Јас сам прекарала и многу сум прекарала. Ја моето дете не сакам тука да ми сради. Јас сам страдала колку сум страдала и не сакам оно да ми сради. Тука е у земја, студено е, не е постилано да има постилано да се седи како што треба да се онади. Да се седи, да се онади. Оно земја, студено е земјата. Ова е буквално земјата од... Да. И ако не навалиш тие 2 поришта, не се загревија тавака. Да. Многу студено е. 2 шпурета, рековме имате, камени шпурет на дрва. Да. Но велите не се затоплува просторијава, затоа што и прозорчињата се стари. Да, и има дупки. луфтира, да, има дупки, да. Има, да. Не, со това поќе се загреви, ама со това не. Не. Това ни го деверо купи го, ама додек за малечкото го купи да се згрее, да се стопли собата, иначе после ќе си го земе, не е нашо. Да може куќичката там да си ја стегнеме, да си отидеме, да може на лекар. Каде има во Виница? Што имате во Виница? Има една куќичка. Чива? На татко ми е, куќичката ми ја дава на мене, ка ми ја даде куќичката, ама ништо не е средена. Врати џамо, елмински, пред 2 години брат ми плати вратите и џамоето, он ги плати џамоето, он ги стави тие врати џамове. Он ми тоа само помогна, друг никој не ми помогнал. И тоа е, врати џамо, ама патот там, малцени пат, не ни пушта пат, има пат, ама има дел градбичка на куќичка направен и патот не е затворен. Таа куќичка там патот да ни се ослободи и бареме на купатило и на соба да ни среди. Повише не бараме. А не се средени, не се функционални за живот? Не се за живот. Има вода у куќичката, има вода тамука, значи водовод докарано си има си вода, има струја и тамука имаме струја си имаме. Струја има и вода има, ама пат немаме да си оеме, да си живееме, да сакаме да однесеме една количка да однесеш, мора у раце да носиш, да однесеш до куќата или детето мало мора да го земеш, да го снесеш до дол, да го однесеш, да у кола да го качиш. Нема само една патишка, пешки имаме тама, има зацртано пат 5 метра и сега не знам, обраќаваме си до гранчалник Виница, ништо никаде немаме сега, ништо никаде. Тешка Не можете да влезете во куќата? Да, не можем да влеземе во куќата, немаме пата да може, пример, да си прикараме материјал, те песок да прикараме, те материјал, нешто да прикараме, не може да дојдеш до куќата да го донесеш, мораш нарамо да го носиш. 100 метра, 150 метра е тамо. Да го носиш на раци и не знам што ќе правиме. Не знам. Ова е страшна живеачката и не знам што ќе правиме. А во таа куќа има ли услови за живот? Па ќе има. Не сме ми живеали. Сакаме да ни пуште пато да си стегнеме 2 собички на купатило и како да си стегнеме 2 собички на купатило и ќе си живееме там. Ќе се преселиме одма. Не одма, да посредеме, да измачкаме, да онадиме. Друго е тамо. Да, друго е. Има и градинки. Има се, да. Може некоја... И кога ќе се разболи, ќе го носиш веднага там, у Виница, ќе си го носиш на лек. А тука многу е тешко да се симнеш надол пешки, нагор. Најпишиње за детето тамо како ни се разболи,
ќе го однесеме тамо на лекар поблиску и на секое време ќе дојде такси и биокомшија некој ќе викнеш тамо, ќе го однесеш тамо, болницата ќе го однесеш. Детето е и на лекар и на се. Исто и ние, јас да се разболам, милиона да се разболи, тамо ќе однесеш и ќе одеш на лекар. А од тука 2 километра до Каменица, 2 километра, од 2 до школата и до тука 3 километра испаѓа, од тука до отидеш до километар, 3 километра, ти до тие 3 километра додека одеш, не се знаеш што ќе се деси. Тоа е, не се знаеш што ќе се деси. Не дај Боже детето да качи температура или нешто, не дај Боже. Не знам што да кажам, не знам. Времена, ко бех се така на контроли, ходех се пешки одехме. Нема со превоз. Не дојде од дома да те земе превоз. Тебе ти е тоа сонот и ти би била најсрекна да се овозможи да се пушти пат до вашата куќа? Да, пат да се пушти и да си стегнеме 2 собички купатило и ќе си одеме у Виница. Вие не сте во работен однос. Да предпоставиме дека се средат работите, се преселувате во куќарчето во Виница, кое што ќе се поднаправи со бебето и со Ерика. Како би живееле кога немате приход? Немате никаква парична? Ќе мора негде да барам, барем што викам, барем за леп да заработуваме помалце, помарце, барем за леп, за трошкови, барем да си искарам, ако не може, барем нека си чува детето, јас барем ќе идам нека фирмичка или нешто, приватно нешто. Што би можел да работиш, Здравко? Па зависи, можам нешто на некој механичар да помагам, или на некој или нешто со врати, со џамо и нешто ситница, такви тешки работи не можам. Нешто како чирак. Да, како чирак можам, како чирак. Перална, било што. Може перална, на механичар или нешто не толку тешко работа. Не смеам на тешка работа да работам и јас. Нашиот живот се менува во моментот кога ќе донесеме нова, храбра и посветена одлука. Ерика и Здравко одлучија дека за нивното дете мораат да бидат храбри и да побараат помош. Животот на врвот на планинското село, далеку од свет и цивилизација, е тежок и за возрастните, а не за мало дете кое што туку треба да расте и учи. За се во животот треба верба, а тоа е единственото што овие луѓе го имаат во народот и чекаат на нивниот потек. Овдека ни е собата и бебчето ни е тука. Еве ја собата, те каква ни е собата, те ни го бебчето мало, оно спие. Ова е вашето живеалиште, да, со маличкото девојче ги живеете. Да, со него, со тоа го живееме сега. Незините први денови, а вие, Бога ми, достигнали. За никаде сме ние, највише ни е тешко да можеш детето да го сместиме накаде поблиско. Зашто плачеш? Жал ми е за детето, ми е жал, не сакам да како ми името, да е у таква куќа. Абе, не мој бе сине, бе, се го чуваме ние. Не сакам да кренем на школу, на школу, да има каде. Јас сам се тука мачила, па и моје чедо да се маче, не сакам. Многу е тешко. Многу е тешко, да. Многу е за моето чедо тешко.